Добар ден. Најново издание на вистите на Слободна ТВ. Председателот на Собранието Талат Џафери на денешната средба со новинарите рече дека не се подготвува за предвремени избори, потсетувајќи ја при тоа опозицијата дека за тоа се потребни претходни подготовки, имајќи предвид дека 100 дена пред вакви избори е потребно формирање техничка влада. Џафери рече исто така дека е преурането да ги коментира најавите за уставни измени и за референдум во врска со европскиот предлог. Нема материјал за да се изјаснам. Опозицијата хипотетички прави ситуација, истакна председателот на Собранието. Во врска со актуелните случувања во парламентот со немањето кворум и активната блокада од ВМРО ДПМН. Џафери беше дециден дека пратениците треба да се ја заработат платата и да бидат во салата, а дека проблемите во владеачката коалиција треба да се решаваат политички, а не со неприсуство и негласање на законите. Собранието официјално оди на одмор по Илинден, а првите активности се очекуваат од 29 август. Првата редовна седница ќе биде закажана за 13 септември, а до тогаш ќе се одржуваат седници на комисии и продолженија на незавршени седници. Директорот на јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, Костадин Ацевски, денеска на пресконференција ги утврди како неосновани обвинувањата од ВМРО ДПМН дека е сторен криминал од околу 4 милиони евра при набавка на битумен. Ацевски нагласи дека целата постапка е спроведена согласно Законот за јавни набавки и дека секоја заинтересирана фирма можела да учествува на тендерот. Ги повика надлежните институции да ги преземат сите потребни мерки за утврдување на евентуални прекршувања на законите, а од опозицијата побара доколку е сигурна во своите тврдења да поднесе пријава против него, но и против поранишниот директор на јавното претпријатие Улици и патишта и актуелен председател на партиската комисија за инфраструктура Синиша Ивановски, поради тоа што во 2017 година во многу поволни услови на пазарот потпишал договор со цени на останати трошоци поголеми за 3 до 4 пати во однос на цените од договорот во 2022 година. ВМРО ДПМН пак денеска поднесе представка до антикорупцијска комисија за набавка на битумен. Првиот човек на финансиската полиција Арафат Муареми, кој доби кривична пријава од јавното обвинителство, во разговор за Слободен печат, коментирајќи ги последните препирки на линија меѓу управата за финансиска полиција, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и народниот правобранител. Вели дека чекорите и притисоците кон него се очекувани кога институцијата со која тој раководи се справува со криминалот во земјава. Според првиот човек на финансиската полиција Муареми, поднесената кривична пријава до него, која е актуелна деновиве во јавноста и се однесува за злоупотреба на службената положба и овластувања, како и за кривично дело насилство, е само продолжение на нападите против него и управата, кои доаѓаат од ист центар на моќ, откако претрес во управата неодамна направи обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Јас како директор, како и вработените во управата за финансиска полиција, препознавме и свесни сме дека овие намерно исценирани и неосновани напади кон нас доаѓаат од еден ист центар за кој што во управата, но и во други институции веќе активно се водат соодветни постапки во зависност од надлежностите на институцијата. Очекуваме ваквите напади и притисоци да продолжат и во наредните денови, се додека органите на надзор и контрола активно работат на расчистување на неодамнишните случувања со незаконскиот претрес во нашата институција, вели Муареми. Инаку за подсетување, собственик на перална за автомобили во Дебар поднал кривична пријава против директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми за злоупотреба на службена положба и овластување, малтретирање во вршење на службата и насилство. Во пријавата поднесена до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, до јавниот обвинител на Македонија, до владата и до Министерството за финансии, собственикот на пералната навел дека директорот Муареми му се саканувал и го уценувал. Потрагата по Мартин Јовановски кој исчезна во морето кај Посиди, Грција,
прекинува по 20 дена откако не вроди со успех. Грчката организација ОВКАТ денеска соопшти дека потрагата преминува на друго ниво и дека случајот нема да биде затворен. Денес затвораме 20 дена без Мартин. Напорите за негово лоцирање цело време за жал беа неуспешни, иако морето, копното и нивото ги прокрстаривме со она што го имавме на располагање и со сите државни органи. Мартин не припаѓа во морето. Мартин припаѓа на копно и мора да се врати таму во одреден момент. Па да го оставиме морето да си ја заврши работата неколку дена со надеж дека во еден момент ќе ни се одолжи. Сочувствуваме со неговото семејство и затоа нема да дозволиме случајот да се затвори. На мајката Лидија и на неговиот брат Горан им ветивме дека ќе го најдеме Мартин. Потрагата сега продолжува на друго ниво, објавија од ОВКАТ преку нивниот профил на Facebook. Трите момчиња на почетокот на јули беа повлечени од морските струи кај Посиди, на првиот крак на Халкидики, откако претходно го прославувале родинденот на Иван. Првото момче беше набрзо пронајдено од сурфер која информираше крајбрежната стража. Иван беше пронајден по поминати над 20 часа во вода. Мартин е исчезнат веќе 20 дена. Сите подготовки за претстојната зима во делот на енергетиката се направени. Уверуваат надлежните кои не кријат дека не чека една од најтешките зими во последните децении. Во функција ќе бидат ставени сите домашни капацитети за производство на електрична енергија, а при крај набавката на потребните количини на мазут и јаглен. Се апелира и до граѓаните и до институциите да штедат струја. Од ЕСМ уверуваат дека целосно ќе ги задоволат потребите на Ивана Хоум, електродистрибуција и МЕПСО. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски вели дека сите неопходни набавки се направени навремено и по поволни цени. За набавка на досега испорачаниот мазут потрошени се околу 25 милиони евра, а за јагленот околу 30 милиони евра. Доколку во текот на зимата има недостиг на енергија, како што вчера изјави Ковачевски, ќе се увезе, но тоа според него би биле многу мали количини. Целосно е изгаснат пожарот на воениот полигон Криволак, во што помогнал и дождот, вели директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов и потенцира дека во моментов нема активен пожар во земјава. За пожарот во Василево пак вели дека го контролираат зашто иако нема оган, чади на неколку места, па тимови на дирекцијата за заштита и спасување се на терен. Два тима на ДЗС се на тешко пристапен терен, одат од жариште на жариште каде што чади и го гасат за да не се распали. Често пожарите се смирени наутро, а знаат да се разгорат по 12 часот кога фаќа жештината, вели Ангелов. Сепак напоминува дека поради високите температури во текот на денот состојбата со пожарите е доста променлива. Постојано напоминувам, кога информираме дека нема пожари, можно е во истиот момент некаде да избувне пожар. Состојбата е променлива, смета Ангелов. Според податоците на ЦУК, досега во текот на јули имало вкупно 76 шумски пожари и пожари на отворено. Во јуни имало 19, додека во мај 141, а во април 139, со напомена дека во април и мај најмногу се палат стрништа. Работниците на Велешка Колска, кои се дел од јавниот сектор, денеска ги блокираат возовите, односно железничкиот сообраќај, со почеток од 7:30 часот на железничката станица Велес. Работниците на фабриката за шински возила Велес, поточно Колска, го изразуваат својот револт од игнорантскиот однос на владините функционери за проблемите со кои се соочуваат. Протестот го организира основната синдикална организација во фабриката Колска во ССМ. Од ССМ најавија дека доколку барањата на работниците не бидат сослушани, ќе следува генерален штрајк, преку што барањата на работниците и штрајкувачите во наредниот период ќе бидат се поизразени. Предходно во декември месец минатата година работниците од оваа фабрика штрајкуваа заради тоа што тогаш 3 месеци не земале ниту денар плата, а ситуацијата не била многу подобра ниту во текот на минатото лето кога добивале 70% од платата. По 44-ти пат во организација на Сдруженијето на граѓаниот Горно Лисиче и Линденски марш, 28 коњаници, меѓу кои и една девојка, тргнаа кон местото каде што започна и Линденското востание за да дадат свој значаен придонес во одбележувањето на 119 годишнината од големиот македонски празник. Маршот започна од паркот Јане Сандански, каде градоначалникот Тимчо Муцунски им го предаде општинското знаме. Потоа продолжи со зурли и тапани, а коњаниците
Патниците поминаа низ неколку главни булевари низ аеродром и се опатија кон црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, каде што пренокија. А денеска на појадок застанаа во општина Петровец, каде традиционално ги пречека градоначалникот Борче Митевски. Единствената девојка Ели од Велес вели дека вклучувањето во конјаницата е било остварување на животниот сон, а најмладиот учесник кој има само 15 години веќе трет пат е дел од Илендинскиот марш. Па не, јас тука се подготвував, заедно со останатите кои што ми помагаат цело време. Колку време трае овие подготовки? Па, неколку недели. Се чувствуваш ли сега спремна? Да. Денеска од Петровец, за каде што се наоѓаме, од општината, веќе се упатувате кон Крушево, прво кон Велес. Како ќе се одвива рутата? Па, од тука од Петровец се движиме кон Велес, потоа преноќуваме во Велес, па се движиме кон Теово, каде што и таму имаме сместувалиште кај што треба да преноќиме, па се упатуваме кон Ропотово и крајна дестинација ни е Крушево. Се плашите ли, да речеме, од временските прилики или неприлики? Вчера имавме таква ситуација да се соочиме со невреме во Скопје, но не е проблем, значи нас не може ништо да нас спречи да продолжиме да се движиме по патиштата. Продолжуваме со вести од светот и регионот. Поради анонимна дојава за поставена бомба, од утрово беа затворени двата терминала на аеродромот во Софија, јавија бугарските медиуми. Аеродромот бил алармиран околу 9 часот по локално време, но не е прецизирано за кој од двата терминали станува збор. Затоа биле евакуирани луѓето и од двата терминала, соопшти прес-центарот на Министерството за внатрешни работи, кое спроведува истрага. Во светот се пријавени повеќе од 18.000 случаи на мајмунски сипаници во 78 земји, од кои повеќето се во Европа. Предупреди денеска Светската здравствена организација, откако минатата сабота прогласи глобална здравствена вонредна состојба поради епидемија на оваа болест. Експертите на СЗО предупредија дека се потребни неколку недели по примањето на втората доза од вакцината, за да се добие целосна заштита, така што вакцинираните треба да преземат други мерки на предпазливост додека да се добие целосна заштита. Американската агенција за храна и лекови денеска објави дека околу 800.000 дози против мајмунски сипаници наскоро ќе бидат достапни за дистрибуција. ФДА соопшти дека процесот на сертификација е завршен и дозите од вакцини веќе пристигнале во САД. Агенцијата пред околу 2 недели соопшти дека извршила увид во објект во Данска, каде се полнат ампули со вакцини. САД веќе дистрибуираа 310.000 дози од вакцината Джинеос до државните и локалните здравствени установи, но клиниките во неколку големи градови се пожалија дека немаат доволно дози за сите заинтересирани. Американските власти овој месец објавија дека ќе бидат нарачани уште 5 милиони дози. Поголемиот дел од таа нарачка се очекува да пристигне дури следната година. И уште една вест од светот пред самиот крај. Холандските земјоделци денеска продолжија да фрлаат шталско ѓубриво и ѓубре на автопатите и да подметнуваат пожари на другите патишта во знак на протест против владините планови да ги намали емисиите на азот. Сообраќајните власти објавија дека неколку патишта во централна и источна Холандија рано утринава се целосно или делумно блокирани и дека итно се испратени против пожарни служби за да се овозможи проводност на сообраќајот, пренесува АП. Земјоделците се лути затоа што веруваат дека владината одлука за намалување на емисиите на азотни оксиди и амонијак ќе го уништи нивниот земјоделски начин на живот и ќе ги остави без работа. Холандската влада тврди дека емисиите на азотни оксиди и амонијак произведени од добитокот мора драстично да се намалат во близина на природните области, што се дел од мрежата на заштитени живеалишта за загрозени растенија и диви животни, кои се протегаат низ 27 земји на Европската унија. Оваа информација беше и последна која што ја подготвивме во ова издание на вестите. Ви благодарам што не следевте. Довидување.